Сериското производство на електричниот i3 ќе стартува во јуни, а покрај Neue Klasse седанот ќе остане и сегашната серија 3, која како модел наполни 50 години. Се појави како наследник на тогашната Neue Klasse и според скоро сите љубители на BMW ја насочи марката кон вистинскиот правец како производител на спортски лимузини со избалансиран сооднос во поглед на комфорот. Типично германски би рекле, но серијата 3 воведе некои карактеристики по кои BMW ќе биде познат со децении, како што се заширелениот нос и централната конзола благо свртена кон возачот. Првата генерација механички не беше толку револуционерна, барем не на почетокот, кога добар дел од основата беше наследен, но затоа во текот на своите 8 години постоење донесе бројни технички иновации, меѓу другите и 6-цилиндрични мотори. Дури и денес е почитувана најмногу заради тоа што успеа противниците на марката да ги претвори во следбеници. Скромната моторна понуда на почетокот не и запречи да предизвика бура на пазарот, посебно германскиот. Двојните предни светла кај посилните варијанти оптички идеално се согласуваа со карактеристичните бубрези, но и единечните светла кај оние верзии наменети за ценовно чувствителните пазари одаваа впечаток на моќ. Привлечно и возбудливо обликуваната каросерија предизвикуваше емоции дури и кога возилото ќе се гледа на паркинг, а оние пак што имаа можност да го пробаат од возните својства остануваа без зборови. И патниците на задните седишта немаат забелешки. Тоа што мораа да се протнуваат низ големите предни врати за да влезат беше припишувано како неопходен данок на атрактивноста на моделот. Првата генерација на серијата 3 доби многу плусеви и заради ослонувањето кое беше идеално избалансирано со желбите на возачот и можностите на автомобилот. Внатрешноста обезбедуваше доминантно чувство, нешто што и ден денес внимателно се негува во Минхен. Тогаш аеродинамиката се пишуваше со мали букви, но тоа не беше пречка основниот модел со своите 90 конски сили да пружи вистинско уживање во возењето. Сепак во BMW беа свесни за неговите ограничувања, заради што серијата 3 подоцна ја понудија и во моќни 6-цилиндрични верзии. Врв беше моделот 323i, кој со својот мотор со вбризгување на горивото со 143 коњи постигнуваше респектабилни 190 км на час. Истовремено не беа заборавени ниту оние купувачи на кои имиджот им беше поважен од перформансите за кои беше наменета изведбата со ознака 315 со 75 конски сили и прифатлива цена. Од првата генерација на серијата 3, BMW произведе скоро 1,4 милиони примероци.